Благодарам, почитувам председателя. Повторно на иста тематика изборуваме повторно за обезбедување на основни услови за живот и за останување на овие граѓани во овие населени места, бидејќи сите се залагаме за намалување на миграцијата град-село, а и намалување на миграцијата кон главниот град на Република Македонија, односно концентрација на населението во главниот град. Меѓутоа, со неовозможување на услови за живење, односно основни услови за живење на граѓаните во овие населени места, истите дополнително се стимулирани да се исселуваат од овие населени места. Повторно потенцирам, и овој амандман е на дополнување на претходниот. Само што претходниот беше за канализациони мрежи, за одведување на отпадни води, овде станува збор за изградба на водовод за вода за пиење и за домакинствата. Повторно станува збор за сума од 100 милиони денари. Зошто го потенцирам ова? Го потенцирам бидејќи свесни сме дека овие средства, односно овие проекти можат да влезат во подпрограмите, развојните подпрограми, односно да се започнат од ова година и истите да бидат имплементирани во наредната или после оваа година. Затоа и дополнително ги ставаме овие суми, бидејќи се суми реални кои што можат да се одвојат од самиот буџет. Ова не го зборуваме напамет. Ова го зборувам бидејќи, почитувани колеги, имаме во самиот ребаланс на буџетот, во билансот на расходи, повторно ќе потенцирам за договорни услуги, имаме зголемување од 2 милиарди и 30 милиони денари. Ова се средства, односно дополнителни 38 милиони евра. А сега зборуваме за средства кои што ќе бидат опфатени повеќе населени места и граѓаните на овие населени места ќе имаат чиста и питка вода за пиење. Повторно во 21. век зборуваме за чиста и здрава вода за пиење. Здравието пред се на граѓаните, дополнително, повторно што ви потенцирав, бушотини, неиспитани води за пиење, стари системи за доведување на водоводни мрежи и затоа овие средства можеби за рурални општини се многу, но за централен буџет се средства кои што вие распределувате во непродуктивни цели. Една од оваа цел која што ви кажав и побарав и од министерот за финансии. Еве, пред некој ден ве прашав и вас, можеби вие конкретно ќе ми одговорите, министр. Зашто станува збор кога ги замувате за 403% исплата, ставката за исплата на по извршни исправи? Зборуваме за сума од 2,5 милиони евра се зголемува на 12,3 милиони евра. Еве ги средствата, доколку соодветно биле планирани, доколку не биле предизвикани трошоци од страна на носителите на функциите на власта, истите да бидат распределени, да можат да бидат ефектуирани, односно ставени во функција и овие граѓани од овие населени места да го почувствуваат бенефитот од вака доставениот амандман, а ова не требало да биде со амандман, ова требало да бидат предвидени средства во самиот буџет и распределување на средствата кон самите општини. Но не, вие ги распределувате во исплата по извршни исправи во сума од 400 зголемување од 403%, односно 12,3 милиони евра. Со 10 милиони евра кои што дополнително близу 10 милиони евра ги предвидувате во оваа ставка, ќе се изграделе многу водоводи и канализациони мрежи во овие населени места. Овие граѓани немале да имат потреба за миграција, односно за исселување поради неостварување на целите и обврските на државата спрема нив во дадениот момент преку локалната самоуправа. Меѓутоа, знаеме кој е процентот на определување на данокот на додадена вредност кој што се трансферира кон локалната самоуправа, можностите кои што локалните самоуправи ги имаат спрема фондовите и ставките од централната власт, кои што, потенцирам, треба дополнително
со овој ребаланс, каде што имаме предвидување за зголемување, енормно зголемување на ставките кои што се непродуктивни и оние експертите како што ги нарекуваат црна дупка, стоки и услуги и трансфери, договорни услуги, каде што имаме преку 1 милиарда и 300 милиони евра на средства, а секогаш сме укорувани дека најголемиот дел од овие средства нема каде се движат, односно немаме фидбек каде се потрошуваат. Ако во 2021 година сме имале над 30 милиони евра договори склучени во 4 очи. Ова се податоци од официјални институции. 30 милиони евра биле потрошени во договори во 4 очи. Секој втор, односно 2, нешто, втор до трет тендер, односно јавна набавка било со еден понудувач. И сега зборуваме за средства каде што државата не може да одвои 100 милиони денари за 6 или 7 населени места, истите да се довршат или да отпочнат со изградба на водоводни мрежи за домакинствата. Не можам да разберам и нема никакво оправдување на вака голем буџет и вака непродуктивни трошоци кои се алоцираат средствата во ваквите ставки, каде што еве и во самиот биланс повторно на расходи на буџетот, во дотации од ДДВ кон единиците на локалната самоуправа повторно имате намалување. Се повикувате единствено на блок дотации дека ги зголемувате. Блок дотациите знаеме кај се овие наменски, она што го предвидувате во образованието и другите блок дотации каде што се наменски распределени и се знае колкава треба да биде сумата спрема овие критериуми кои што ги имате. Но во другите ставки секаде имате намалување и со тоа се ограничуваат ресурсите на општините да можат да им ги пружат основните услови и примарната функција на локалната самоуправа која што е да им овозможи на граѓаните решавање на ваквите комунални проблеми, а тоа треба да биде под посредништво на централната власт која што треба да им обезбеди финансиски ресурси, но гледаме дека во додениот момент немаме слух за ваквите амандмани, немаме слух од страна на владата, немаме слух од страна на мнозинството да се обезбедат средства за вакви проекти, кои што потенцирам се капитални проекти, ќе имаат и додадена вредност. Ова ви е јасно повеќе на вас, но не се определувате дополнително да ги зголемите непродуктивните ставки, како што потенцира стоки и услуги, договорни услуги, за да можат да, благо кажано, бидат испумпани повеќе средства од самиот буџет. Исто така и во делот каде што и Министерството за транспорт и врски, дел од инвестициите одат преку Министерството во однос на локалната самоуправа кои што трансферираат. Повторно имаме намалување во ставката за водовод и канализација за општините и проект за водоснабдување и одведување на отпадни води. Повторно имаме намалување со 22,7% и 23,5%. Тоа потенцира дека во секоја насока трансферирање на средства од централната кон локалната власт за исполнување, односно реализација на вакви проекти е драстично намалена и во најмал просек од околу 25% се намалени од претходната, односно од буџетот кој што бил предвиден пред само неколку месеци. Со тоа, иако знаеме која е реализацијата на капиталните инвестиции во однос на буџетот, можеме да заклучиме дека до крајот на годината ќе имаме катастрофална инвестициона година. Катастрофална со тоа што негативните последици одат на контото на граѓаните. Нема да ги почувствуваат бенефитите од буџетот кој што истите го полнат, затоа што 100 милиони денари за владата и за парламентарното мнозинство се многу од буџет од 4,7 милиарди евра. Почитувани колеги, уште еднаш ве замолувам да се надминеме 100 милиони денари за централен буџет не представуваат средства кои што не можат да се одвојат од некоја од непродуктивните ставки. Ви благодарам.